Добар ден, почитувани, ова е уште една нова Телма амбуланта. Дали жените за време на бременоста се предиспонирани да развијат диабетес? Понекогаш се случува трудниците да имаат покачено ниво на шеќер во крвта, состојба позната како гестацијски диабетес. Зошто се јавува овој проблем и може ли да биде присутен дури и кај жени кои што немаат семена историја со диабетес? Потребно ли е да се лекува гестацијскиот диабетес, може ли да остави трајни последици по здравјето на бебето и идната мајка? А што е со покачениот крвен притисок? Зошто и овој проблем се јавува кај некои жени за време на бременоста? Ќе ја запрашаме доцент доктор Слагјана Симеонова Крстевска, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по перинатологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на Телма. Дали жените за време на бременоста се предиспонирани кон диабетес и што е тоа преекламсија? Ќе запрашаме денешната гостинка, доцент доктор Слагјана Симеонова Крстевска, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по перинатологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Докторке, добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро е. Ќе започнеме со најчестите форми на диабетес, што може да се јават во бременоста, а тоа се диабетес, што се развива за време на бременоста, познат како гестацијски диабетес, диабетес што бил присутен пред бременоста, диабетес тип 1 и повторно диабетес што бил присутен пред бременоста и тоа е диабетес тип 2. И сега од сите овие типови на диабетес, кој најчесто се среќава во бременоста? Се смета дека секое 600 дете се раѓа од мајка што има некаква форма на хипергликемија, односно покачен шеќер во крвта. 85% од овие случаи се должат на токму гестацијскиот диабетес или диабетес што се јавува во бременост. Најчесто го диагностицираме меѓу 24-та и 28-та недела од бременоста со една скрининг метода на така наречен 75 грамски орален глукоза толеранс тест. Диабетесот што е присутен пред бременоста класично е поделен на тип 1 диабетес или диабетес што е зависен од инсулин и тип 2 диабетес или диабетес што не е зависен од инсулин, односно се лекува со други методи. Ова се помала група на бремените жени што имаат тип 1 или тип 2 на диабетес. Тип 1 диабетесот е диабетес што се јавува или јувенилен диабет, што се јавува обично во раната детска возраст. Ова е една категорија на бремени жени кои што, иако уште во раната детска возраст се соочиле со ваква сериозна диагноза, сепак се доста добро прво едуцирани за својата состојба, доста се добро контролирани, се имаат свој ординирачки ендокринолог што ги подесува нивните инсулински дози и обично се и многу мотивирани да нивната бременост помине добро и колку што е можно во подобар ред. Диабетесот тип 2 е диабетес што во денешно време попрема епидемиски размери на секаде во светот. Затоа што популацијата е се повеќе обезна, односно со прекумерна телесна тежина или со дебелина, популацијата на секаде во светот. Луѓето веќе имаат седечки начин на живот, помалку внимаваат можеби на физичката активност и сето тоа се ризик фактори што допринесуваат да се појави оваа форма на така наречен тип 2 диабетес. А помеѓу жените, една група на бремени жени кои што претходно имале полицистичен оваријален синдром, односно една состојба кога имале помалку овулации, кога нивниот менструален циклус не бил добро регулиран и исто така тоа се пак бремени жени што најчесто имаат прекумерна телесна тежина, то особено околу стомакот е распределено тоа масно ткиво, обично се тие бремени жени што го имаат овој тип 2 диабетес, а не се ни за тоа свесни. Па уште при првата антенатална контрола, кога бремената жена почнува да биде веќе во контакт со нејзиниот матичен, односно избран гинеколог, треба да се направи во рамките на тие стандардни анализи да се направи нивото на шеќер во крвта. Ако тоа покаже отстапки, особено ако покаже вредност над 7,1 милимоли на литар, велиме дека таа бремена жена најчесто веќе имала диабетес од тип 2, меѓутоа тој не бил диагностициран. И затоа е важно ова веднаш да биде
установено за да може да се превземат соодветни методи. Инаку диабетесот тип 2 по правило се лекува вон бременоста најчесто со лек што се прима преку уста, се нарекува метформин и влијае позитивно на така наречената инсулинска сензитивност, односно го подобрува дејството на инсулинот. А што се однесува до примена на овој лек во бременоста, постоја некои контроверзии околу тоа колку е тој безбеден и колку е посакуван да се користи во бременоста или треба овие бремени жени да се префрлат на инсулинска терапија. Детално ќе проговориме за тоа во делот кој што ќе биде наменет за лекувањето на диабетесот за време на бременоста. Споминавте дека како дел од контролите за време на бременоста треба да се направи нивото на шеќер во крвта. Точно ли е дека во првото тромесечие шеќерот во крвта, дури после јадењето кај трудниците, е понисок од нормално? Не мора тоа така да значи дека ќе биде понисок, меѓутоа повторно останува оваа препорака дека мора да имаме основни информации за тоа каков е еден гликемиски статус на бремена жена, односно мора да се направи во рамките на раната бременост да се направи ниво на шеќер во крвта на гладно. А кога зборуваме за гестацијскиот диабетес, тој доаѓа до израз таа диабетогена состојба што ја предизвикува самата бременост провоцира појава на овој гестацијски диабетес што е карактеристичен за самата бременост заради влијание на некои хормони кои што се лачат во нормална бременост од страна на постелката. И тие кај некои бремени жени што се предиспонирани ќе предизвикаат да кај нив во вториот триместар се појави овој гестацијски диабетес. Значи секогаш во вториот триместар, односно да, во и затоа тогаш и се прави проблемот? тоа скрининг метода на правење на 75 грамски орален глукоза толеранс тест. Инаку генерално ако зборуваме воопшто за популацијата на бремени жени, можеме да ги поделиме на оние кои што имаат понизок и поголем ризик за појава на гестацијскиот диабетес. Па велиме дека имаат поголем ризик за појава на гестацијски диабетес оние бремени жени што нешто повозрасни пристапуваат во бременост. А првородки да бидат повозрасни или воопшто што имаат бремени жени што се повозрасни, веќе во денешно време се сменија малку критериумите, меѓутоа можеме да кажеме дека бременост над 35-та, особено над 40-та година од животот, сепак е самата возраст е ризик фактор за бројни состојби. И затоа треба со особено внимание да пристапиме кон водење на бременост кај оваа категорија на бремени жени. Понатаму оние кои што имаат прекумерна телесна тежина или дебелина, оние кои што имаат семејна историја за диабетес. Тие ни се исто така бремени жени со голем ризик и оние кои што имале така наречено лошо акушерско минато. Што значи тоа? Тоа значи состојби на мртов плод без друго објаснување. Оние бремени жени што имале прекумерно крупен плод, над 4500 грама во претходна бременост, сите тие не се бремени жени кои што можеме да кажеме дека е поголем ризикот за појава на гестацијскиот диабетес. Докторке, кај некои жени се препорачува за време на бременоста да лежат. Дали тоа може да представува ризик фактор за појава на гестацијски диабетес, оглед на тоа дека не се движат, па покачуваат телесна тежина малку повеќе од колку што треба? Во апсолутна смисла на зборот не би требало да е тоа така. Мирување во бременост се препорачува обично кај состојби кога е бременоста загрозена од некои други моменти, например заканувачки абортуси, крварење во рана бременост, крварење кое што од раната бременост преминува и во крварење во вториот триместар. Тоа се бремени жени на кои што им препорачуваме да се обично тргнат од работното место, значи им советуваме боледување и мирување, меѓутоа не во апсолутна смисла на зборот никаде во светот дека не се советува да тие легнат и не стануваат во тек на денот, затоа што така се зголемува ризикот за некои други состојби, меѓу кои тромбогениот ризик е многу поголем кај бремени жени кои што исклучиво лежат во тек на денот. Значи таков тип веќе на совети не се препорачуваат во апсолутна смисла на зборот. А што е со пушењето? Има трудници кои што пушат или пак да речеме пиењето лекови? Вака, во однос на навиките, ние кога земаме анамнестички податоци од бремените жени, тоа не е важен податок во однос на тоа дали пушат цигари.
и колку цигари на ден пушат. Во однос на ризик за диабетес не е потврдено некоја апсолутна поврзаност, меѓутоа пушењето на цигари сигурно дека не ни е нас поволен фактор и фактор кој што ние го посакуваме. Напротив, ги советуваме бремените жени да, ако е навистина можно, ако нив тоа не им прави некоја прекомерна анксиозност, апсолутно да престанат со пушење или да го намалат бројот на цигари максимално колку е тоа можно во текот, например, на еден ден. А пушењето на цигари се поврзува стандардно со раѓање на плодови со нешто помала родилна тежина. Тоа е и потврдено и со бројни студии и тоа исто така им го кажуваме, дека доколку веќе таа навика тие не можат да ја прекинат, да бидат свесни за тој ризик момент. Има некои лекови што представуваат ризик за појава на гестацијски диабетес, како дел од некои редовни терапии? Не би требало да е така, да некои лекови предизвикаат да се појави гестацијски диабетес, меѓутоа сите овие ризик фактори што ги споменавме ни се нас многу поважни кога правиме една проценка на ризик. Трудницата ќе развие ли некакви симптоми, ќе почувствува ли дека има покачено ниво на шеќер во крвта? Не мора да значи. Значи, стандардните оние симптоми кои што ги имаат луѓето со диабетес во однос на зголемена жет, например, прекомерно внесување на течности, не мора да ги имаат во бремено. Значи, може тоа да е во известна смисла и маскирано. Меѓутоа, токму овој тест што го правиме меѓу 24 и 28 гестацијска недела со 75 грамска глукоза, ќе ни покаже да ако вредностите ги надминуваат на шеќер во крвта од она што е дозволено, стандардни вредности на 5,1 на гладно, 10 милимоли на литар по 1 час и 8,5 после 2 часа, доколку барем една од вредностите ги надминува овие като вредности, тогаш веќе го потврдуваме ова како состојба и практично ја водиме таа бременост како бременост со нешто поголем ризик во однос на останатите. На таа бремена жена следи понатаму поинакво контролирање на бременоста, контакт со ендокринолог и со нутриционист, што прво кај најлесните форми кои што можеме и со диета да ги контролираме, ќе им советуваат одреден начин на исхрана, добиваат на практичен начин, добиваат сликовите податоци во однос на тоа каква храна треба да користат, како треба да бидат од прилика концепирани оброците во тек на денот, која храна е апсолутно забранета. Исто така добиваат едукација за тоа како самите да си го мерат нивото на шеќер во крвта и да си го забележуваат и понатаму при следен контакт со нивниот ендокринолог да може тоа да им го прикажат и да добијат одредена слика во однос на тоа како е контролирано нивото на шеќер во крвта. Понатаму ние од наша страна, како акушери, ја следиме бременоста малку повнимателно, внимаваме на одредени параметри и истите ги наведуваме во нашите извештаи. Во комуникација наша со ендокринолозите практично можеме да добиеме една комплетна слика во однос на тоа колку е гестацијскиот диабетес добро контролиран. Доколку е нивото на шеќер во крвта повисоко кај мајката, таа не е свесна дека има гестацијски диабетес, какви ризици има сето тоа по здравјето на бебето? Ке се одрази ли на развојот на мозочето и слично, на неговото здравје? Може да се одрази неповолно на здравјето на плодот во однос на неколку моменти. Едно е ризикот за конгенитални малформации. Најголем е ризикот за конгенитални малформации на срцето и токму заради тоа бремени жени што имаат и тип 1 или тип 2 диабетес, па и гестацијски диабетес, им следи посебен скрининг за утврдување на структурите на срцето на плодот. Тоа е еден момент. Ризици за останати конгенитални малформации е нешто зголемен во однос на општата популација. И сето тоа ние го имаме на ум и кога го правиме оној втор скрининг, морфолошки скрининг, за да се утврдат органите и структурите на плодот, внимаваме за тоа дали бремената жена има диабетес или не. Значи, тоа ни е еден дополнителен ризик фактор, а понатаму како што тече бременоста, треба контролите да зачестат. Значи, почесто бремената жена што има диабетес да биде во контакт и со својот ендокринолог и со акушерот кој што ја води бременоста. И практично како веќе напредува кон третиот триместар, ние највеќе од два моменти се плашиме. Едно е обилната околуплодова вода или полихидрамнионот, кој што е баш поврзан со бременост и со диабетес, а од друга
страна прекумерен раст на плодот. Практично во рамките на тие адаптациони механизми што ги има целата оваа променета метаболна состојба, прекумерно масно ткиво се депонира во одредени делови на плодот и практично ова се така наречени макросомични или многу крупни фетуси, односно новородени, кои што нас не плашат на известен начин, затоа што ни значат прво дека дијабетесот најверојатно не е толку добро контролиран, а од друга страна може да настанат и родилни одредени потешкоти. Заради тоа особено внимаваме на сите овие моменти. Споменавте зголемена количина на плодова вода, каков ризик таа носи? Зголемената количина на плодова вода може да носи повеќе ризици во однос на самата бременост доколку се јави порано, заради тоа што самиот волумен на матката е поголем во однос на бремена жена која што и бременост каде што ја нема оваа состојба, може да се јават предвремени контракции. Еден од моментите и да има потреба и од хоспитализација, од задржување на бремената жена на болничко лекување и соодветен третман на таа состојба. Понатаму како настапува терминот за породување, како што истиот наближува, кај обилната околу плодова вода, малку е поголем ризикот и од родилни одредени абнормалности во тек на самото породување. Да настане поинаква поставеност на плодот во однос на вообичаената, да има во однос на породувањето малку поголем ризик имаат и за абрупција, односно предвремено одлепување на постелката, така да постојат повеќе моменти во однос на обилната плодова вода. А дали се случува бременоста да заврши порано од очекуваното, односно жената пред време да се породи? Кога има дијабетес? Така, гестацијски дијабетес. Да, генерално бременостите со дијабетес не треба да бидат преносени. Значи не треба да помине терминот. Една од најсериозните компликации кои што ги носи дијабетесот во бременост воопшто е состојбата на така наречена изненадна фетална смрт. Значи може да се случи да и кај добро контролиран дијабетес се случи да одеднаш фетусот ја изгуби срцевата акција, односно да одеднаш настане таа акутна инсуфициенција на постелката и постелката престане со својата функција. Ова е ако се јавува кај воопштата популација на бремени жени, на пример кај 3 од 1000, кај бремености со гестацијски дијабетес се јавува дупло почесто или дијабетес во бременост. Токму заради тоа, имајќи го ова на ум, ние почесто ја контролираме бременоста со дијабетес. И тоа ја контролираме и ултразвучно, значи на ехо ги гледаме почесто овие бремени жени, правиме доплер и правиме кардиотокографија, односно ЦТГ мониторинг порано во однос на другата популација на бремени жени. Значи веќе најкасно околу 35-та гестацијска недела треба да почне во болничка установа да бремената жена ги прави овие ЦТГ контроли и да се направи проценка кога е најдобро да се изврши породувањето и по каков пат. Па така што се советува, царски рез или природно? Се е индивидуално. Индивидуално е проценката прво во однос на големината на плодот, значи дали се работи за прекумерно крупен плод, каков е односот на големината на плодот со карлицата и конституцијата на мајката. Понатаму како претходно завршиле незините бременности, доколку се породила по спонтан пат, тогаш можеме да планираме такво породување, а доколку е претходно веќе породена со царски рез и се работи за дијабетес, најчесто се решаваме за да повторно ја породиме со царски рез. Едноставно тоа е комплексна одлука што секогаш треба да има индивидуален пристап во однос на времето кога да ги породиме. Гестацијските дијабетеси треба да се, односно дијабетесот што се јавил во бременост, може да го породиме некаде со полна 39-та гестацијска недела, да го планираме веќе породувањето. Дијабетесот што постоел пред бременоста, тип 1 или тип 2, треба малку порано од тој период да се породат. Меѓу 37-та и 38-та тип 1 дијабетесот, а меѓу 38 и 39-та тип 2. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна. А што значи гестацијскиот дијабетес за здравјето на жената? Дали да речеме таа може да развие и покачен крвен притисок кога ќе има дијабетес, гестацијски дијабетес? Дали некои такви компликации може да се јават дополнителни? Да. Значи, генерално бремените жени што имаат дијабетес имаат поголем ризик од појава на
покачен крвен притисок и преекламсија во тек на бременоста. Исто така тој ризик е некаде дупло поголем во однос на општата популација. Сето тоа ние го имаме на ум и во рамките на следење на оваа бременост правиме секогаш контроли на крвниот притисок, правиме лабораториски контроли, контроли на урината, за да ако се појават макар најмали знаци дека се развива ситуацијата во овој правец, да го имаме тоа на ум и да поинаку ја следиме таа бременост. Една од можностите за дијабетес во бременост, за гестацијскиот дијабетес е тој да остане и после завршување на бременоста, односно после породувањето, да кај жената остане во форма на тип 2 дијабетес. Значи најчесто по породувањето се повлекува оваа состојба? Најчесто по породувањето се повлекува. Значи ова е состојба карактеристична за бременост, што по породувањето исчезнува. Меѓутоа, кај одредена група на бремени жени се смета дека дури 30% може да им остане во известна смисла покачен шеќер во крвта. И во тој случај дијабетес тип 2 ќе имаат. И тогаш тоа ќе биде дијабетес тип 2, што ќе треба и понатаму таја да го контролира и следи. А ако некоја жена развила гестацијски дијабетес кој што се повлекол по породувањето, постои ли можност со следната бременост проблемот да се повтори? Да, значи во рамките на ризик фактори за гестацијски дијабетес, историја на дијабетес во бременоста е ризик фактор за дијабетес во следна бременост. И воопшто за зголемен кардиоваскуларен и цереброваскуларен ризик, значи бременоста е своевиден стрес тест. Покажува на некој начин предиспонираност за појава на одредени состојби. И се смета дека бремени жени што имале преекламсија или имале дијабетес, веќе во тек на животот ќе имаат зголемен кардиоваскуларен и цереброваскуларен ризик и треба и нивните матични лекари да го имаат на ум нивното акушерско минато. Значи како завршила нивната бременост, треба да влезе во проценка на севкупниот здравствен ризик на една жена. Со оглед на тоа дека гестацијскиот дијабетес најчесто не дава никакви симптоми кај трудницата, дали овој тест за скриен шеќер, познат меѓу народот, треба да го направи секоја трудница? Постојат два пристапи во светот. Едниот е универзален скрининг, значи сите бремени жени да го направат овој скрининг тест меѓу 24 и 28 гестацијска недела, и тој е поприфатлив како пристап, а вториот е да се прави селективно, значи да се прави кај бремени жени кои што имаат ризик за појава на гестацијски дијабетес. Па така различни спаѓаат во тие ризик групи кои што ги појаснивте. Различни земји имаат различен пристап во однос на тоа како би требало. Кај нас се прифаќа се уште универзалниот, значи да се предложи барем кај сите бремени жени да го направат. И најчесто се прави кога е тоа возможно. Бидејќи тестот е прилично непријатен. Да, што значи за трудница па таков стрес со еден меѓутоа сепак е кој што понекогаш предизвикува гадење, течна столица и слично. Да. Тоа се така некои несакани моменти во однос на изведување на самата скрининг метода, меѓутоа е сепак нешто што се прави релативно едноставно, неинвазивно е, значи нема комплицирани процедури, така да спаѓа во скрининг метода што релативно едноставно се изведува, доколку нормално жената е согласна за тоа и е достапен како метода. И задолжително е лекувањето, веќе споменавте. Има различни пристапи, промена на животен стил, односно начин на исхрана и физичка активност, но тука има еден лек, метформинот, за кој што исто така споменавте дека има поделени ставови. Поделени се трудниците читаат. Да. На интернет се достапни сите тие информации, кога ќе видат дека треба да го земат лекот, кога ќе им биде советуван, тие доаѓаат во една дилема, што понатаму, дали треба да го пијат лекот или пак не. Што вие како гинеколог и акушер советувате? Во однос на метформинот се променија малку и податоците во стручната литература со тек на времето. Па така, ако пред 10 и повеќе години постоеше ставот дека тоа е лек од така наречената категоризација во бременост од тип С. Тоа се лекови што ги даваме ако потенцијалната корист го надминува потенцијалниот ризик. Тоа е еден момент. Од друга страна се сметаше дека е тоа лек со докажана краткорочна безбедност. Значи безбедност во смисла на тоа дека не се докажани во тек на бременост ризик од одредени малформации или несакани ефекти во однос на плодот. Дека долгорочната безбедност требаше допрва да се иследи. Меѓутоа во изминатите 10 години се сменија ставовите во смисла на тоа дека се појавија повеќе студии кои што се долгорочни, проспективни студии,
кои што се правени во многу развиени земји на светот, каде што се следени деца од мајки што примале метформин во тек на бременост и не е докажано дека тие развиле некаква промена во однос на нивниот невролошки и каков било развој во тек на детството. Тие деца се следени и до 10 годишен период и не е докажан некаков ризик кај нив поголем во однос на општата популација. Така да со оглед на овие моменти можеме да кажеме дека метформинот спаѓа во лекови кои што се дава во тек на бременоста кај бремени жени што има диабетес, нормално ако со тоа се успее да се постигне добра гликорегулација. Значи, регулирањето на шекерот во крвта, ако е соодветно, тогаш сметаме дека е тоа добар пристап. Имаме гледач кој што ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до вас и среќни ви празници, се најубаво Господа ви даде. Ви благодарам, исто ви посакуваме се најубаво и на вас. Ќе ве мола, Марија, до тебе едно прашање. Дали ќе може една информација? Ако е лично до мене, ќе ве замолам да се јавите после емисијата. Ќе ви дадат... На истиот број? На истиот број, ќе ве поврзат со локалот во мојата канцеларија и ќе можете да ми го упатите прашањето. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Имајте пријатен ден. Доктор, ќе продолжуваме понатаму. Кај колкав дел од трудниците кои што имат гестацијски диабетес ќе биде препорачана и некоја друга терапија како што инсулинот, или инсулинот не припаѓа во оваа категорија на лекови? Значи, кај пациентки со гестацијски диабетес. Најголем дел од бремените жени со гестацијски диабетес постигнуваат добра контрола на нивото на шекерот во крвта со хигиено-диететски режим. Постои моменти на витаминска суплементација, тука витаминот D е доста промовиран кај диабетесот, се смета дека може да има многу здравствени бенефити. Постојат и препарати кои што спаѓаат во групата на суплементи, така наречени инозитоли, кои што исто така се смета дека дека има бенефит од нив токму кај оваа категорија на бремени жени и се смета дека најголем дел од гестацијскиот диабетес може со хигиено-диететски режим добро да се контролира. Еден мал дел завршуваат на метформин или на инсулин, доколку се процени дека при следната ендокринолошка контрола контролата на шекерот во крвта не е соодветна, односно надминува дозволените граници, се надминати и особено доколку и нас ултразвучно ни се покаже дека плодот прекумерно расте, дека се јавува обилно околу плодова вода, тогаш и ние и ендокринолозите заедно практично ги водиме овие бремени жени, може да се решат да почнат со инсулинска терапија и дозирањето е секако индивидуално испланирано со брзо делувачки инсулини кои што се даваат пред главните оброци и инсулин за одржување кој што се дава обично во 22 часот. Значи има одреден режим на давање на оваа терапија и повторно едуцирање на бремената жена за тоа како да си го контролира шекерот во крвта во домашни услови, како тоа да си го заведува и понатаму ова да се доведе во некои задоволителни граници. Лицата што имаат диабетес тип 1 и тип 2 и кои што се на терапија, многу се плашат од хипогликемија. Значи се плашат да не им падне шекерот во крвта. Дали кај гестацијскиот диабетес може да се јави истиот проблем, да дојде до пад на шекер во крвта? Може да се случи, меѓутоа нешто поретко во однос на другите форми на диабетес. Како тоа би се манифестирало, обично со некое лошо општо чувство, со некоја малаксаност, со препотување и така натаму, доколку е во болнички услови пациентката, многу лесно можеме да го одредиме нивото на шекер во крвта и таа или да земе некој нешто што е неизе погодно за да може малку да си го крене шекерот во крвта или да дадеме по венски пат декстроза. Обично и за ова во рамките на таа едукација што им се прави на бремените жени се едуцираат и во однос на тоа кои се симптомите на хипогликемија и како да се реагира при истите. А може ли бебето да се роди со ниско ниво на шекер, да биде хипогликемично? Да. Во рамките на самите
критични моменти во однос на самиот тек на породувањето и после породувањето. Не само што очекуваме да овие бебиња бидат нешто покрупни во однос на останатите, очекуваме и истите да имаат нешто пониско ниво на шекер во крвта. Токму заради тоа педиатрите неонатолози го имаат тоа во предвид кога имаат родилка со диабетес, од каков и да е тип, па почесто во однос на останатите новороденчиња се мери нивото на шекер во крвта и се реагира соодветно. Значи ова е состојба за кое што мора да се реагира навремено и да се детектира. Секако. Затоа треба да се направи овој тест за скриен шекер, веќе како што споменавте. А како начин за превенција од гестацијски диабетес, што советувате? Еве имаше порано едно убедување дека жената треба да јаде за двајца, и за себе и за бебето. И некако беше нормално да се поправи. Колку килограми се препорачува да се колку килограми, нема тука препорака, но еве, која е горната граница на добиени килограми во текот на бременоста што се смета за прифатливо? Во однос на една физиолошка бременост, бидејќи бременоста ја сметаме ние за физиолошка состојба, меѓутоа состојба каде што најголем дел на органите и системите се прилагодуваат на оваа ново настаната ситуација. Практично има компензаторни механизми. Во рамките на раната бременост, баш заради мачнините и повраќањето кои што се јавуваат кај најголемиот дел на бремените жени, во првите 3 месеци најчесто и не ставаат, не се поправаат бремените жени, токму заради овој момент што им е тешко и да внесуваат храна и да ја задржат. Веќе кога поминува првиот триместар, во вториот триместар веќе тие се чувствуваат многу подобро, си ја прифаќаат бременоста и веќе тука апетитот и се зголемува. Она што ние го препорачуваме е да во тек на една бременост повеќе од, да речеме, 10 килограми, максимум 15, не се стават, пред се заради тоа што колку е бремената жена со по регулирана телесна тежина, толку ни е нас полесно и да ја изводиме таа бременост и самото породување да биде колку е можно подобро и со помалку компликации, независно од тоа дали има диабетес, преекламсија или се работи за бремена жена која што е покрупна, ги нема овие состојби. Значи во секој случај колку е тежината подобро регулирана, толку е подобро и таа бременост полесно е да се изводи до крај и да биде со помалку компликации и ризици. Значи повеќе од 1 до 1,5 килограми месечно не се препорачува да се стави во тек на една бременост и нас прекумерното поправање на плаши и заради тоа што некогаш тоа се состојби каде што можеби се развива веќе полека преекламсија, а се уште нема симптоми бремената жена, затоа што тоа може да значи и појава на отоци, прекумерно поправање. Токму заради тоа при секоја антенатална контрола треба бремената жена кај незиниот гинеколог да ја мери телесната тежина, таа да се заведува и токму да имаме ние увид на месечно ниво колку става телесна тежина и тоа да не биде и на нас еден параметар важен. Дали отоците за време на бременоста може да бидат сигнал за некаков сериозен проблем? Да. Бидејќи обично отекуваат стапалата, некогаш дланките ќе отечат. Отоците се класично во класичното акушерство еден од знаците за преекламсија. Значи покачениот крвен притисок, губење на протеини преку урината и појава на отоци, ни се тие 3 најважни симптоми за преекламсијата. Овие отоци може на почетокот да не бидат нешто посебно забележителни, иако се јавуваат околу очите, се јавуваат на екстремитетите, значи на прстите од дланките и стапалата. Обично прстените им е тешко да ги извадат жените или имаат трага на прстите, имаат трага од обувките. На предната страна на подколениците, доколку се стави прст, треба време да кожата се поврати во првобитна положба. Значи тоа ни се некои нас основни вака параметри како ќе забележиме отоци кај една бремена жена. Доколку се јавува преекламсија, тогаш класично велиме дека крвниот притисок треба да биде над 140 со 90 мм живин столб и тој измерен најмалку 2 пати на растојание од 4 часа,
кога бремената жена е во ситуација на физички и психички стрес. Значи, кога е во една смирена состојба, доколку покажеме и измериме дека крвниот притисок 2 пати ги надминува овие вредности, тогаш велиме дека таа има хипертензија во бременост, дека има покачен крвен притисок во бременоста. И тука можеме оваа состојба да ја поделиме на хипертензија што се јавува во бременоста, значи со или без преекламсија. Тоа е состојба што се јавува после 20-та гестацијска недела. Доколку при првата антенатална контрола или во вториот, третиот, четвртиот месец од бременоста се измери покачен крвен притисок, тогаш велиме дека бремената жена веројатно имала хроничен тип на хипертензија, значи покачен крвен притисок и пред бременоста, што не морало да значи дека се манифестирал. Може и да немала симптоми или да имала некои минорни симптоми кои што не биле забележани, па истиот и не бил третиран. Се случува жените што имаат преекламсија да забележат промени во видното поле? Некои точки што светкаат, потоа нешто како виножито гледаат. Дали е тоа опасно? Тоа може да биде многу опасно. Значи, симптомите на една преекламсија, односно покачениот крвен притисок, може да не даде некоја посебна главоболка, меѓутоа може и да даде главоболка што може да биде и доста изразена. Може да биде и во форма на стегање, да биде повеќе во челниот дел или во тилниот дел, да биде пулсирачка или не. Значи, различно ги манифестираат различни, нормално. Секој човек има индивидуален праг на осетливост, па различни бремени жени различно ја коментираат оваа состојба, меѓутоа секако главоболката е многу важен симптом. Кога главоболката е придружена со такви визуелни нарушувања, на трепкање пред очите, на зуење во ушите и така натаму, тоа може да биде знак на заканувачка екламсија. Тоа се обично тешки форми на преекламсија кои што најчесто имаат и лабораториски параметри кои што отстапуваат и токму овие бремени жени мора да бидат итно задржани на болничко лекување, на оделение каде што има интензивна нега, каде што ќе може со соодветни лекови да се пристапи веднаш и да се направи проценка за тоа која е сериозноста на состојбата и колку треба да се брза со породување кај таков тип на бремена жена. Ризично е породувањето кај жена со оваква состојба? Може да биде многу ризично. Пред се заради тоа што преекламсијата доведува до сериозни последици на повеќе органи и системи, тоа е како еден синдром. Значи може да даде пореметување во функцијата на црниот дроб, така наречен HELP синдром. Понатаму пореметување во функцијата на бубрезите, самото тоа што бубрезите пропуштаат прекумерно протеини во урината кои што не треба да ги има нормално. Самото тоа е ризик фактор, понатаму може да настане намалено излачување на урината, кој што исто така нас не е еден алармантен знак, може да се јават промени и во мозокот, особено кај жени кои што се веќе ризични да преминат во екламсија, значи да добијат таков напад со губење на свест и со грчеви, една исклучително сериозна состојба што може да биде и животно загрозувачка и апсолутно акутна, понатаму нарушување во функцијата на белите дробови со појава дури на белодробен едем, на отежнато дишење, на ниска сатурација и така натаму, нарушување во коагулација на крвта, значи повеќе промени во органите и системите, секоја за себе од нив може да биде животно загрозувачко. Тешките преекламсии во принцип веднаш се хоспитализираат, се задржуваат на болничко лекување, доколку се работи во нашата држава, например, за состојба која се јавила во некој друг центар, веднаш ни се најавуваат колегите, ги транспортираат на нашата клиника, ги стабилизираме и правиме проценка за тоа колку брзо треба да го извршиме породувањето, нормално со требување на крв, крвни деривати и со соодветна и анестезиолошка поддршка. Значи редовно да се мери крвниот притисок во бременоста, доколку се забележат било какви промени кои што ги споменавте, веднаш да се побара консултација од матичниот, претпоставам, гинеколог најнапред, па тој понатаму ќе препрати доколку е потребно на друго место. Го споменавте и HELP синдромот.
Тоа значи покачен крвен притисок и нарушена функција на црниот дроб. Нарушена функција најмногу на црниот дроб. Ќе се јават и проблеми со дигестивниот тракт во тој случај? Во случаите на HELLP синдромот, значи самиот термин значи хемолиза, покачени ензими на црниот дроб и ниски тромбоцити. Во однос на симптомите на оваа состојба, најчесто се јавуваат болки во пределот на епигастриумот, значи во горниот дел на стомакот може да се јават и болки под десниот ребрен лак и чувство на гадење и повраќање. Значи нас преекламсијата кога ќе ни биде придружена со чувство на гадење и повраќање ни е особено алармантен знак дека може да се јави ваква состојба. Што значи преекламсија за бебето? За нероденото бебе? За фетусот? Значи, исклучително зголемен ризик, затоа што во рамките на сите нарушувања кои што настануваат кај преекламсија, настанува и нарушување на функцијата на постелката. Токму заради тоа, овие деца може да страдаат од намален раст, значи да имаат застој во растот, и сега зависно од тоа за каков тип на застој во растот станува збор, односно колку изразена оваа состојба, може да биде и со нарушување во циркулацијата, значи со нарушување на доплерот, може да има и намалена плодова вода, па дури истата да биде и одсутна, промената ехогеноста, односно сликата на ултразвук на постелката, бидејќи е намалена и незината функција. Сето ова доведува и до зголемен ризик од абрупција, односно предвремено одлепување на нормално поставената постелка. Сето ова се исклучително високи ризици, што настануваат кај потешките форми на преекламсија. Значи ризици и за мајката, ризици и за фетусот. И тука е потребно да се земаат одредени лекови за да се нормализира крвниот притисок, дали се тие безбедни? Лековите што ние ги даваме за лекување на покачениот крвен притисок се спаѓаат во безбедни лекови, значи избрани се одредени лекови кои што се докажало дека се безбедни во однос на давање нивно во бременоста. Она друго што го даваме кај тешките преекламси е преку инфузионен раствор се дава магнезиум сулфат кој што го намалува ризикот од појава на екламптичен напад. Значи е во известна смисла превенција, профилактички делува за појава на екламптичен напад и може да влијае позитивно во однос на неколку моменти кај преекламсијата. Меѓутоа секако доколку се покаже дека се работи за тешка форма на преекламсија која што треба да се породи бремената жена, за да сето ова се реши, тогаш тоа и се прави. Давањето на овие лекови може во известна смисла да ја стабилизираат бремената жена, да ни дадат време да дадеме и лекови за зрење на феталното белодробје, доколку се работи за бременост по 34-та гестацијска недела, меѓутоа не и да ја одложат одлуката за породување доколку таа мора да се донесе. Значи ургентна е оваа состојба, Оваа состојба знае да биде апсолутно ургентна доколку е во тешка форма. И имаме една реченица што ние акушерите ја кажуваме редовно, дека лек за преекламсија нема. Лек за преекламсија е породувањето. Кога ќе се породи бремената жена, кога ќе се породи постелката, тогаш ќе заврши преекламсијата. Инаку ние можеме да ја контролираме, да го третираме покачениот крвен притисок, да ја мониторираме бремената жена и плодот во однос на компликациите, меѓутоа нема да ја излечиме состојбата. Тоа е самата состојба се нарекува гестоза, тоа е болест што е карактеристична за бременоста и ќе заврши тогаш кога ќе заврши бременоста, односно кога ќе настане породувањето. Жените што минале низ преекламсија со една бременост се плашат да забременат втор пат, стравувајќи да не поминат низ истото искуство. Најчесто да. Поминуваат најчесто? Најчесто се ова категорија на бремени жени што се и психички и секако оптеретени со нивното навистина тешко акушерско минато. Со тоа што имаме различни случаеви, има преекламси кои што биле поблиску до термин породени, па нивните деца биле во добра состојба, преживеале и така натаму, меѓутоа имаме и преекламси кои што се јавиле многу рано, кои што морале да бидат породени во интерес на мајката и на плодот и се случува да детето биде прекумерно незрело и да не преживее. Тоа се особено тешки ситуации со кои што се среќаваме кога тие бремени жени ќе решат да пристапат кон следна бременост. Она што е најдобро е да тие прво во консултација со нивниот ординирачки интернист добро го регулираат крвниот притисок пред да забременат. Значи сето тоа да биде доведено во некоја состојба на
добро регулирање и на крвниот притисок, на општата состојба и така натаму, а понатаму во самата бременост, она што е докажано како превентивна стратегија и е потврдено со бројни студии е да се даде аспирин. И тоа да се даде аспирин во доза од 150 мг според последните резултати, да се даде во бременост пред 16-та гестацијска недела. Значи, после 16-та гестацијска недела и да се даде, нема да го има тој ефект и се дава, значи, најдобро е да се даде уште во рана бременост, најкасно до 16-та гестацијска недела и според последните сознанија да се дава до 36-та гестацијска недела навечер во доза од 150 мг. Порано беа ставовите да се дава од 100 мг, меѓутоа сега се потврди дека треба да биде дозата поголема, односно да биде од 150. Што тоа значи? Значи дека бремени жени кои што ќе развијат прееклампсија, тие најверојатно ќе ја развијат и понатаму, меѓутоа ќе биде во полесна форма и ќе ја развијат покасно во бременоста. И тоа е многу важно. Значи, ние да извлечеме максимум од една бременост, да може мајката да биде стабилна, да не ја доведеме во ризик незината општа здравствена состојба, а при тоа да добиеме добар плод. Докторке, доколку кај трудницата се забележат отоци, дали веднаш треба да се посомневате на ваква состојба? Нормални ли се отоците во бременоста? Кај одредена бројка на бремени жени немаат прееклампсија, меѓутоа знаат да имаат изразени отоци на вистина. Клинички тоа да се манифестира, да имаат еве и прекомерна телесна тежина. Што е важно кај оваа категорија на бремени жени? Значи, постојат неколку пристапи. Едниот е секако да се мери крвниот притисок, вториот да се анализира урина за појава на протеинурија. Значи, протеиnuријата не е нормален наод во бременост. Значи, протеини во урина никако не сме да има? Не сме да има повеќе од 1+, во единичен примерок, а во 24-часовен примерок не треба да има повеќе од 0,3 грама. И тоа се тие катов граници над кои го категоризираме тоа како сигнификантна значајна протеинурија, што најчесто е оди во прилог на прееклампсија, меѓутоа може и да бремената жена имала претходно бубрежно заболување кое што доведува до губење на протеини преку урината. Друга анализа што сега нас не е достапна на клиниката во изминатите години се така наречените ангиогени фактори, кои што ги правиме во серумски примерок, ги правиме во анализа на крвта и тие се добра анализа која што ни служи за предикција, за да предвидиме дали една бремена жена која што, например, има отоци или има некоја неодредена клиничка слика, да ние со одредување на овие ангиогени фактори, доколку се нормални, можеме да исклучиме дека таа нема да развие прееклампсија во следните 4 недели. Доколку се во следните 4, значи во рамки на еден месец може да направите предвидување. Тоа нивно ниво ако е под 38. И понатаму, ако е меѓу 38 и 85 нивото на ангиогени, тука веќе можеме да ги следиме амбулантски на растојание од 1 до 2 недели, а ако потврдиме дека ниво на овие ангиогени е над 85, најчесто ги задржуваме на болничко лекување и правиме проценка за состојбата. Еве на крајот да заклучиме, ги споменавме најчестите можеби сериозни компликации ги има многу, но овие се исклучително чести компликации за време на бременоста. За една бременост да биде здрава, значи треба да се внимава на исхраната, на килограмите и физичката активност. Ја советувате? Физичката активност ја советуваме да биде умерена. Бидејќи има сега и најразлични, нели, јога за трудници, фитнес за трудници, понекогаш трудниците првпат почнуваат да вежбаат во бременоста, некогаш не вежбале претходно, па тука се активираат. Тоа е поретко. Обично од моје искуство, оние кои што биле физички активни пред бременост, им е тешко да во бременост, да речеме, го напуштат тој животен стил и тоа е за разбирање, доколку биле физички поактивни. А можат со истото темпо да продолжат? Со истото темпо не. Меѓутоа треба индивидуално да се направи проценка, да доколку бременоста не постои, кај бременоста не постои ризик од крварење, не постои ризик од скратување на грлото на матката, не постои ризик од предвремени контракции и така натаму, да може да се дозволи умерена физичка активност, која што сигурно дека не треба да го оптеретува прекомерно организмот на бремената жена, а при тоа да ја пружи малку и релаксација и да ја пружи добра грижа за своето здравје. Имаме гледач пред самиот крај на денешната емисија, ќе го вклучиме со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Сакам да ја прашам докторката, имам внука, многу повраќа сега, бремена 3 недели, ама многу повраќа. Аха, на почеток на бременоста. На почеток на бременоста. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што можете да советувате, бидејќи има трудници што навистина екстремно повраќаат? Да, значи можеме да ги поделиме, да речеме, на две групи. Едните кои што имаат мачнини и повраќање и при тоа си ги извршуваат своите секојдневни, да речеме, активности. Меѓутоа има и трудници кои што не можат апсолутно да се активни, кои што не можат буквално ни од кревет да станат, кои што толку ќе дехидрираат од оваа состојба. За да се процени лесно за каков тип на повраќање во бременост станува збор, правиме едноставна анализа на урина со докажување на кетони. Доколку има повеќе од 1 плюс кетони, особено 2 или 3 плюса, велиме дека е обично потежок степенот на дехидрирање на таа бремена жена. Кај нив најчесто препорачуваме и болничко лекување, краткотрајно, кое што трае ден и два, за да се рехидрира по венски пат, да се примат инфузиони раствори со лекови против повраќање, за да може да се... Безбедни се тие лекови против повраќање? Тие лекови се докажано дека се безбедни, ги даваме тогаш кога нема да се успее со хигиено-диететски режим да се постигне, да се регулира оваа состојба. Значи, обично им кажуваме на бремените жени да се обидат да модифицираат малку нивната храна, да најдат некој оброк што нема да им предизвика мачнини и повраќање, да се обидат преку уста да се рехидрираат. Сега има можности за повеќе типови на рехидратациони раствори што и преку уста може да се внесат, да се обидат да внесуваат телесни течности со Б витамини, со препарати со ѓумбир кои што се природен начин, да речем, и се прва линија да се обидат така да ја регулираат оваа состојба, меѓутоа доколку не се успее на овој начин, гинекологот кој што им ја води бременоста може да им препорача како втора линија лекови кои што делуваат против гадење и повраќање во бременоста, кои што се даваат во краток временски период само ако е тоа навистина неопходно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Јас само за крајот на емисијата се јавувам да ја поздравам докторката и вас воедно. На телефон докторка е Снежана Милкич, пред известен период породена пациентка ваша со диабет која што ме водевте. И само да ве поздравам и да дадам една најголема поддршка, најголема фала за се до сега. Така, ви благодарам што се вклучите во програма и ви ќе ве прашам, бидејќи цела емисија зборуваме на оваа тема, како изгледа бременоста со гестацијски диабетес? Претпоставам дека имавте гестацијски диабетес. Да, имам гестацијски Тешко ли беше регулирањето? Како изгледа таа бременост? Јас го регулирав со диета, со поддршка на докторката и на ендокринолозите. Така да, малку е потежок, меѓутоа се издржува. Так. Најмногу треба да се слушаат советите. Се породивте во термин или малку порано? Во термин се породив, се беше во ред, бременоста беше супер, докторката ја водеше цело време. Регулира, мислам, сите параметри беа супер, така да немав некаков проблем. Така да може и со ваков тип на така наречена болест, како да ја кажам, диабет, да се успешно да се изнесе бременоста. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Голем поздрав до докторката и се него. Ви благодарам и вам. Навистина е убаво, еве, слушнавме една приказна од ваша пациентка која што успешно минала низ овој проблем со гестацијскиот диабетес, значи со контрола приказната завршува како што треба. Направивме бидејќи имаше од ризик факторите возраст, имаше 39 години за прва бременост и на скрининг тестот покажа вредности над дозволените. Само со диета се успеа добра регулација да се постигне и да се бременоста практично до 39-та недела да добро се контролира и тогаш спонтано се породи. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за појаснувањата поврзани со најчистите компликации во бременоста и што посочивте на што треба да внимаваат трудниците. Благодарам на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Благодарност за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.